почитуван преседавач на комисијата, и да кажевте било што нема да ни замереа граѓаните на Република Македонија, бидејќи во оваа држава изгледа се испревртено, па дури и председавачот на Комисија за финансирање и буџет, замислите да ја повикува власта да се вразуми и да дојде на комисијата за да не се блокира донесувањето на буџетот. Ова го нема никаде. Уште да видиме премиерот Никола Груевски заедно со министрите да дојдат пред собранието и да протестираат да им се донесе буџетот. А верувам дека најзасегнати се токму министрите и токму премиерот Никола Груевски, кој што освен со пари и со сила не знае друго што да прави. Парите ги зема од секаде, а видовте пред некој ден кога кажа дека за сите задолжувања што ќе ги прави, па дури и за ова синојка вчера што го зел од 100 милиони евра, повторно каматите што ќе ги плаќа ќе биде крива опозицијата. Штовани колеги, има ли крај на ова безумие, лицемерие или не знам што уште да кажеме за оваа власт? Па ако не се способни да излезат на крај со опозицијата во еден нормален диалог, во една нормална дебата, во еден нормален разговор, зошто се тогаш власт? Сигурно со овие пари, додека му аплаудираа, додека зборуваше и се ситеше новинарот Латаз на телевизијата Сител, кога кажуваше дека од негови пари, вика, од мои пари се финансираат оние кои што го блокираат буџетот. Да го запрашам од каде му се тие пари со кои што немилосрдно пука по опозицијата. Тоа се наши пари, пари на граѓаните на Република Македонија. Дури и кажува дека македонците се борат против македонците, ама тој нема да учествува во таа војна. Тоа е нивниот платеник, нивниот перач на пари. Тоа се ВМРО ДПМН, кои што не знаат каде и како да ги трошат парите кога ќе ги добијат. Кога немаат плачеа 3 дена овде, им требал буџетот да се донесе, инаку се ќе пропаднело. Дали сега со овие 100 милиони евра кои веќе ги зеле, ќе ги задоволат социјалните случаи на кои им немаат исплатено за 2012 2-3 месеци? Ќе им исплатат на оние кои што им даваа за енергетска сиромаштија, од април месец им немаат рефундирано средства за плаќање на сметките што им ги даваа. Што ќе кажат сите оние за изјавата на Ставрески дека ќе враќале ДДВ? Почитувани колеги, знаете што се случува денес? Сабота е управата за јавни приходи и денес работи. Се јавуваат на фирмите на кои што ќе видат дека имаат пари на жиросметките, им се јавуваат со даночната пријава на 25 да прикажат дека должат ДДВ, да платат ДДВ, да ги прикажат нормално приходите за оваа година, а после 15 јануари, односно после 1 јануари веднаш, да им ги вратат назад, односно направиле погрешна даночна пријава или да ги прикажат во наредната година. Почитувани колеги и граѓани на Република Македонија, се е нормално, но она што се случува во нашата држава денес не е нормално. Не е нормално да власта бара да нема опозиција. Власта да се бори против опозицијата. Ако се мажи, нека повелат, нека се борат со опозицијата, тука сме до крај, ама не викам до последен, бидејќи нема да им дозволиме да дојдат до последниот. Не се толку ниту моćни, бидејќи оние кои што ги сметавме за народна партија, оние кои што ги сметавме на времето
дека се за народот, дека се борат да имаме наша држава. За оние кои што изиграваа патриоти и дека се тие единствените чувари на оваа држава. Тоа денес го покажаа дека не се, денес се претворија поголем дел во олигарси, најголем дел во салонаши, и затоа можеби заборавија онаму од каде што дојдоа како живее тој народ кој што ги исфрли од нивните редови. За жал многу работи ги заборавија, ама не ја заборавија нивната ароганција и користењето на медиумите. Затоа денес ќе видите во поголем број медиуми како тој понатаму се окривува опозицијата, а се велича власт. Па до кога, почитувани колеги, граѓаните на Република Македонија ќе издржуваат на своите плечи некој да ги дозадолжува и да ги тера во она што би рекле каде што нема враќање. Они не размислуваат дека државата после јануари ќе ја доведат до безпарица, ќе ја доведат за 6 месеци до банкрот. Ние, почитувани колеги и граѓани на Република Македонија, се бориме и бараме да се почитува правото. Бараме буџетот на Република Македонија да се скратат оние непродуктивни трошоци, за да заштедиме онаму каде што можеме една година, да се стрпиме да не ги трошиме тие пари за безвезни работи, за да не се дозадолжуваме. Арно, ама власта решила и тоа веќе го прави. Тоа веќе го прави, не сматрајќи и не сметајќи дека има луѓе во Република Македонија кои што ќе им ги најдат сите пари од каде што ги земаат. Трагата на парите најлесно се открива. Ќе ја откриеме трагата на парите како што ги откривме оние фирми за кои што дел ги кажавме, кои што земале пари уочи на избори. Исто така дел од пензионери, дел од оние земјоделци кои што излегува и да протестираат против опозицијата. На нивните сметки, кога тогаш ќе ги видиме парите од каде им дошле и зашто тоа им дошле и дали платиле соодветни даноци за тоа. Тогаш ќе ни докажеме, почитувани граѓани на Република Македонија, дека сите оние кои што дојдоа, кои што, верувам, поголем дел од нив, знаеле каде одат, знаеле кого поддржуваат, знаеле и кого тоа треба да омаловажуваат. Арно, ама кога ќе влезеш во тоа врзано коло на подмитување еднаш во животот, ти ќе бидеш вечити роб на таквите луѓе. Потребно ни е достоинство и да го зачуваме не само собственото достоинство, да го зачуваме достоинството на сите оние кои што ги терате да дојдат пред собранието, пред седиштата на Социјалдемократскиот сојуз и другите опозиционери. Дочувајте им го нивното достоинство, да си го дочувате и своето. Нема веќе кој не разбра. Нема веќе кој не ве разбра во вашите напори да докажете дека еве ние сме тие кои што го стопираме буџетот и ние сме тие глупавите кои што сакаме пошто пото. Пензионерите да не земеле пензија, стечајците да не сте исплателе, бидејќи на тие 500 тогаш кога ги излажавте со оној Стојанов Штип, само нив им давате како стечајни работници, а сите оние други нека седат и нека ја чекаат нова година, како што многу во Република Македонија ќе ја дочекаат и ќе ја пречекаат. Кога ќе кажете дека на социјалците не можете да им исплатите, кога ќе ги доведете дури и студентите да влезете и кај нив и да кажете дека ќе немало и за студентските кредити. Почитувани колеги, пред некој ден, кога беа колегите овде, ги прашавме дали тоа ние носиме буџет за 2012 година, дали носиме буџет за 2013 година.
па излезете, министре, објаснете им на луѓето дека носите буџет за 2013. Носите планирање на приходи и планирање на расходи за 2013 година. Објаснете им на луѓето зошто тоа она што го планиравме во 2011 година. Она што го планиравме и ниту еден амандман што не ни прифативте, повторно остана вие како сакавте да го трошите буџетот. Вие како сакавте го поминавте и ребалансот на буџетот. Вие како сакавте ги потрошивте сите пари. За трошење пари многу мина колеги и јас сме ви рекле дека поголеми душмани на трошење на народните пари ве нема. Ама кога ќе погледнете кој се тоа ни е во владата, ќе свати македонскиот народ дека со деца попара не се срка. Ние имаме деца во владата кои што од клупи директно или во парламент или министри. Тие кои што немаат заработено ништо во собствениот живот, многу лесно трошат она што ќе го најдат и она што ќе го наследат. Сега ние сме биле тие кривите, ние сме биле тие безобразните, ние сме биле тие кои што требало се да им прифатиме на овие дечки, за да можат и понатаму да живеат во раскош, за да може човек кој што уште не завршил ни факултетот, кој што директно дошол овде и кој што се фали дека сите ќе ги спружи или на видео, или на Твитер, или на Дневен вестник, а неговиот анкетен лист го читаше нашата поранешна председателка. Зарем уште во Република Македонија ќе можеме да се гледаме помеѓу себе кога ќе бараме повторно глас на мартовските локални избори? Сигурно дека нема нешто да понудат. Него овие пари нема да им стигнат до 15 јануари. Нема да им стигнат за новогодишни прослави. Нема да им стигнат за оној луксузот кој што го правиа и вчера во портата. Па дури дел од пратениците велеа, дајте да го изгласаме буџетот, инаку премиерот ни е толку луд, за инат ќе не ја руши и триумфалната порта. Па почитувани колеги, со каков тоа човек имаме работа ние во нашава држава? Па мислите ли дека секој може да попушта кога ќе наидува некаков отпор? Па кога ќе доаѓа поплава, па секој ќе бара спас и секој ќе бара да се одбрани од таа поплава. Ние имаме поплава од национализам, поплава од омраза кон се она што доаѓа од опозицијата. Нема човек кој што е нормален во оваа држава, кој што не ни дава поддршка да истраеме наспроти оние кои што ги плаќа власта и кои што ги носи пред собранието и други делови. Пред малку реков, зошто тоа нема луѓе да штрајкуваат во Западна Македонија? Зошто тоа тие луѓе не можете да ги подплатите и подмитите? Тие луѓе изгледа се најповеќе за оваа држава, најповеќе гледаат што тоа се случува во нашата држава. И сега да кажува Латас како сме земале пари, негови пари, замислете, а ние сме седеле овде, а седат тие таму во бифето, пијат цел ден и чекаат наредба од пастирот. Почитувани колеги, собрание ли сме, што ли сме? Ние ја избравме владата, па владата да се плаши од собранието дали ќе и даде доверба или не? Или пак она што повеќе пати го споменувате, дека мениците се тие кои што ги држат да гласаат онака како гласаат. Не може да се вадат, почитувани колеги, не можат да се вадат со работи кои што секој еден веќе ги дозна во нашава држава.
не можат да мислат дека се можат да окупираат. Можат дури оваа говорница веќе да ја окупираат. Ама тогаш улицата е единственото нешто што ни останува, кое што не сакаме ни во најлош случај да дојде. Ама ако гледаме од другата страна, дека имаме работа со луѓе кои што не гледаат какви средства ќе применат против опозицијата, против пратениците, против бизнисмените кои што ја поддржуваат опозицијата, против членовите на семејствата на тие од опозицијата. Па замислете, има ли некој кој што ќе каже и ќе го оправда таквото однесување на власта? Има ли некој нормален да кажува на говорницата, спомена колегата Оливер, кога Илија Китановски не нарекуваше србо-комунисти? Зарем заборави дека тие србо-комунисти од неговите редови, Благородна Дулич и Малиша Станковиќ, тие му ги чита амандманите и тие ги ваѓа од кал во тој чошот каде што се чита амандманите? Зарем со читање на амандмани ќе биде задоволен пастир од нивни, за да може да си ги троши парите како што сака? Има ли некој нормален во оваа држава кој што ќе каже дека луѓе, опозицијата е крива? Па ако сме ние криви, ако сме ние проблемот во Република Македонија, дајте ја власта на опозицијата, белким ќе се поправи работата. Се гледа дека не сте веќе способни да владеете. Уништивте предпријатија, уништивте се што допревте со вашите раци. Заборавивте ли како ги земавте комбинатите во Република Македонија? Заборавате ли се што е профитабилно? Ставате прсти, ги задолжувате, за да на крај истите тие предпријатија преку вашите банки ги продадете за енормни суми. За жал, овие кои што сега не се овде да гласаат за амандманите, како тоа лесно ги дигнаа своите раце кога гласаат токму на тие нивни новопечени олигарси да им овозможат да не плаќаат ниту еден денар персонален данок. Тоа ли е држава Република Македонија? Тоа ли е патриотизмот кој што го промовираат овие луѓе? Така ли ќе ја одржуваме државата? Наместо од најбогатите да собираме даноци, нас, на министерот Ставрески, најлесно му е евака. Преку ноќ да направи, да издаде обврзници, да ги провери фирмите во Република Македонија, бидејќи, знаете сега, преку банките сите жиросметки се на увид. Дајте ги фирмите кои што имаат пари, преку ноќ им се јавувале, морате да купите обврзници, парите ни требаат нас. На кого тоа во Република Македонија, почитувани колеги, денес не му требаат пари? Ама секој кога гледа дека нема, па ќе стегне малку кајшот, а не уште да го разлабавува и уште да се расфрла со ново позајмени пари. Ние имаме работа со коцкари кои што се коцкаат со туѓи пари. Одговорноста за потрошувањето на тие пари ќе ја сноси македонскиот народ. Одговорноста за тие пари треба македонскиот народ да се сврти и да ја бара од нив, ама да ја бара од сега, не кога ќе се заминат со нивните куфери. Нема да ги собере светот и векот кај да побегнат. Имаат турците една изрека Арам Гелде, Арам Джикти. Према тоа, ја верувам дека нема да вида аерот такво трошење. Нема да видат аер сите оние кои јадат од лебот на оние кои што останале да живеат во Република Македонија, од оние кои што го полнат буџетот.
i ne im zadrefme tamo kada što se polni budžetot, počituvani kolegi. Ne im zadrefme vo nimните приходи кои што сметаат да ги земат од глоби, од даноци, од придонеси, од било кои работи. Им чепнавме еден дел од задолжувањето од 204 милиони евра да намалат од непродуктивните трошоци. И тоа, замислете, не сите патни трошоци, 10%. Нека кажуваат, како што кажуваше Илија пред некој ден, дека тоа ние сме биле против клупи во училишта, против клупи и бироа во медицинските центри. И таму има, колеги, дел од мебелот за кои што сакаат да земат во владата. Мора ли владата да прави барок на фасада на она каде што денес ја обавува должност? Не може ли на поинаков начин да се трошат парите? Додека они даваат од државните резерви на нафта на ЈСП Скопје. Училиштата во Западна Македонија не одат вчера на училиште токму заради немање на нафта. Сега од Брвеница ми се јавија 2 дена не одат 700 ученици на училиште заради немање нафта. А нафта ставиле пред 2 недели. Некој ја украл нафтата? Или само пишувате дека испраќате нафта, а во ствари нафта нема? Сите амандмани кои што ги поднесувавме, барем да ги изслушаја, да видеа дека се за граѓаните. Да видеа дека бараме и ние како сите други во сите други држави. Бараме за собствените граѓани, бараме и тие, ако не подобро, барем да живеат како 2012. Вие сакате да направите се во 2013 да живеат далеку полошо, да живеат зајадени помеѓу себе и да не можеме крај со крај да фатиме кога ќе дојде ѓаволот по своето, а ќе дојде бидејќи овие кредити некој мора да ги враќа. Почитувани колеги, ниту доаѓаме и застануваме на говорницава да молчиме, ниту можеме да молчиме пред вакви неправди. Оној кој што молчи пред вакви неправди, подобро да не е овде во собранието. Ќе издржиме заедно со македонскиот народ на овие нерани мајковци, кои што освен да трошат, без да поднесат сметка каде ги потрошиле парите, не одиме далеко. Не одат ни тие далеко. Она што го ветиле за 2012 година, она што го кажале дека ќе го вложат и дека ќе го реализираат во 2012 година, ама ниту Р од реализација немаат. Самите видовте при ребалансот на буџетот од каде намалува. Па, почитувани колеги, 90 милиони кои што лани ни кажа дека ги ставаат за капитални инвестиции, со ребалансот ги намалија. Ова ли е влада народна? Ова ли е влада која што мисли на собствениот народ? Ова ли е влада која што мисли за иднината? Ние токму, почитувани колеги, се бориме за иднината. Да не снајде она што денес е во Словенија, она што денес е во Грција, она што денес е во Шпанија. Да не снајде најлошото, кажуваме, дајте, освестете се, а колегите нека дојдат да работиме, бидејќи и нив ги избрал народот и тие се избрани од народот. Затоа, дајте да работиме, дајте нека види народот дека ја заслужуваме платата која што ни ја давате, да не мисли народот дека земаме по 2-3 евра, 60.000 денари ги земаме, али дајте барем да ги заработиме, зашто некој не зема ни 60 денари дневно. Дајте, мислете на тие луѓе, мислете на луѓето кои што немаат ниту денар. А вие земате 100 милиони евра за работи кои што на никого не му служат. Благодарам.